малолетната публика. Се препорачува надзор од родител или старател. Добро вечер, добро дојдовте во Миленко Неделковски шоу, која ќе разглоби денеска тема на генезата на бугарскиот антимакедонизам повеќе од 100 години наназад. Сведоци сме, почитувани гледачи, дека во овој политички момент во светот, во Европа, на Балканот и овде во Македонија, што се однесува до Македонија, се истите претензии, истите планови, истите политики, истите желби и на нашите соседи и на големите светски сили. Како да се немаме поместено, сем што сега имаме мобилни телефони, камери, телевизии и така натаму, како да се немаме поместено од деловите на втората половина на 19-тиот век, од најразлични берлински, букурешки, париски конференции, собири, декларации и така натаму, се е останато исто. Очите на соседите се на оваа мала територија, која нарекуваме Вардарскиот дел од Македонија, бидејќи па поголемиот дел веќе не е во состав, вака еден географски состав на една која е етничка територија каде што живеат или живееле македонците како сакале. Значи ништо не е променето. Истите аспирации ги имаат и грците, и бугарите, и србите, и албанците, и истите агенди ги прават големите сили. Велика Британија, сега е тоа заедно со Соединените Американски држави, Франција, Русија, Австро-Унгарија, тоа е сега Австрија, односно Германија, Турција, значи апсолутно се е исто, ништо не се менува. Имаме сега автомобили, автопатишта, авиони, телефони, меѓутоа претензиите се исти. Токму затоа земав слобода во ваше име и во моје секако да го поканам да гостува во вечерашнава емисија. Според мене човекот кој ќе ни ги открие сите аспекти на таа генеза на антимакедонизмот на соседите, во случајов денеска е спотот кон бугарскиот антимакедонизам, докторот по историски науки, инаку директор на Музеот на Македонската револуционарна борба, популарно наречен музеј на ВМРО, доктор Бранислав Светозаревич. Бранислав инаку од Тетово, патува секој ден, работи тука. Музеот кој не го посетил направил голема грешка во животот и му препорачувам на секој што не го посетил да се исправи таа грешка и да отиде. Јас сум го посетил повеќе пати, дури и кога беше она постановка која ми остана некако Бранислав како горчлив вкус во устата, она што беше една активна постановка со каде што се шеташе низ времето внатре, кој беше со глумци, со директен така, како да кажам, директен импакт врз посетителот имаше турци, бугари, срби, мачени македонци, жални мајки и сестри. Тоа го нема за жал. Меѓутоа, секако музеот треба се посети, бидејќи има се, вклучително до чистките што се случени во новата Југославија, Социјалистичка федеративна република Југославија. Уште еднаш, прости на пологиот вовет. Бранислав, добро вечер, добродошол во мојата емисија. Добре, најдов. Јас, почитувани гледачи, ќе инсистирам на оваа тема и долго време јас ќе инсистирам ако гледате, од причина што ова сега што ни се случува не е ништо различно од тоа што ни се случувало порано. Еве, така кажам, во право ли сум или криво гледам? Да, тоа е точна констатација.
Едноставно работите не се изменети и само се менуваат некои форми, меѓутоа принципите се исти. Суштината е таа. Суштината е таа. За жал и тука Претензиите на оваа територија се да, исти. претензиите се исти и она доктрина која ја имаше, значи, уште од крајот на минатиот век, да речеме Бугарија и другите соседни држави, не е многу видоизменета тогаш. Јас оваа година ќе ми е гостини Александар Стојчев во врска со Првата светска војна и подготвувам сум при крајот да направам една сериозна балканска дебата овдека во емисија. Би требало некаде да е во март, меѓутоа се уште се обидувам да ги усогласам термините. И како што стои сега ситуацијата, би сакал да соочам по два стручњаци, историчари, познавачи на времето од Првата светска војна, по два такви лика од Србија, Бугарија и од Македонија. Па така, од Бугарија своето присуство ми го потврди Божидар Димитров. Се сеќавате, тоа е една контроверзна фигура, меѓутоа и човекот инсистира да биде емисијата во живо, оти имал со некој мој колега од Македонија лошо искуство да биде монтиран, манипулиран и лажен. Јас му кажав на господинот Димитров дека моите емисии се или во живо, или ако се снимени се интегрални, така да никогаш нема од никого ништо скратено нити лепено. На тој начин не сакам да бидам да излезам ни паметен, ни интелигентен, ни подобар соговорник од соговорниците, значи интегрално е, за разлика ето од тој колега кој го излажал. И академик Георги Марков, тие би биле од Бугарија. Георги Марков сега има некоја книга исто така, возрасен човек, доста стар. Сега има некоја книга за Прва светска војна која е промовирана из Бугарија и го сметаат за најголем стручњак за Прва светска војна во Бугарија. Од Србија би дошол Александар Раковиќ, тој порано беше и министар во владата на Република Србија. И би дошол Миле Белајац, доктор Миле Белајац, него па го сметаат контрапункт на овој Георги Марков како најголемиот познавач на Првата светска познавач на случувањето од Првата светска војна во српските редови и од македонските редови репрезентацијата наша би била во состав Александар Стојчев, вие ќе го видите него и во уште една моја емисија, и Стефан Влахов Мицов, кој можевте да го гледате пред некоја сезона како редовен мој гост. Тоа го планирам за да откриам Првата светска војна што е, оти сите се кажуваат дека се ослободители на Македонија. Грците не ослободувале, србите не ослободувале, бугарите не ослободувале. Моето прашање е од кого не ослободиле? Односно, кој бил поробителот, па што дошол ослободителот? И така би сакал баш, меѓутоа, низ научна дебата, не врз памфлети и така реторика која е пропагандна, туку врз научни податоци, да видиме што се случувало во Првата светска војна. Во конкретниот случај оваа емисија, што ја договарам. Затоа и го поканив доктор Бранислав Светозаревиќ овдека во мојата емисија со научни докази, значи со екзактни докази, не со памфлети. Ние сме македонци, не сме бугари, не сме срби, не. Научни докази да видиме што станува со Македонија и македонскиот народ. Дали сме ние, како што тврдат албанските интелектуалци, бугарските историчари и сите грци, дека сме некоја коминтерновска творба, тоа би значило дека би требале да бидеме формирани после Втора светска војна. Дали сме никој, па измислени, дали сме деца на Тито, односно измислени од Тито, или може не сме тоа. И затоа би те замолил да почнеме од почеток, а еве да го направиме почетокот, ако можам да ти сугерирам, со последната изјава на Плевнелиев на заменување од својот кабинет. Activities of your Prime Minister after the elections in Macedonia for me are totally unacceptable.
totally unacceptable. На познатата слика на Пикасо Герника нема. Роден во Дебарско, го создал нотното писмо за црковното православно пеење, починал на Светагора и станал светец. Кој е ова? Која од европскиве земји има најмногу соседи? Кој од наведениве кошаркари не бил руки или најдобар дебитант на годината? Која година е инкорпориран интернет пребарувачот Yahoo? Od sonot ti se budiš, se misliš i se čutiš, kada je do svega, nema kaj da bega. Test, 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 šurče, linija gledaš jedna, drama vredna, testo točno dava, gole spasi glava, ako se dve liniji, ne dve liniji, poditno se ga zvoni mu, vremena si kaži mu. Test, 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 šurček. Тест за бременост Шурчек, точен во секое време. Да, таа негова последна изјава всушност само застанува во редот на оние негаторски изјави на важни личности од Бугарија, кои всушност и друго и ништо не можат да направат освен анблок негирање. Знаете, кога вели дека е разочаран од македонизмот, он алудира на тоа дека во Македонија не постојат македонци, туку македонисти. Значи, како и он, и сите некои други кои даваат јавни изјави во Бугарија, мошне внимателни се околу тоа прашање и се разбира има и исклучоци кои не го прават тоа, но главната стратегија на бугарските политичари и внимаваат да не сгрешат, да не го спомнат постоењето на македонскиот народ и еве, за жал и во 21. век, при целата таа технологија, кога бугарите веќе не се затворени херметички како во времето на Тодор Живков и можат да доаѓаат овде секојдневно и да видат кој живее на овие простори и лично да се уверуваат, како што доаѓаат и нивни истражувачи, да видат дека постојат 2 милиони луѓе кои едноставно се изјаснуваат дека се македонци, а исто така можат да се уверат дека такви македонци постојат и во Бугарија, и во Грција, и во Албанија, и во Србија, и секаде во светот. Така што ова небулозна, несреќна изјава всушност е само еден продолжеток, како што спомна и ти, на една тажна политика која се води пред се заради залажување на внатрешната јавност во Бугарија, затоа што генерации и генерации политичари градеа своји кариери политички, а и научниците исто така, врз негирањето на македонскиот народ. И сега можете да замислите, после 100 години, некој бугарин ќе ја земе изјавата на Плевнелиев и ќе рече, еве, гледате, и тогаш не постоеле македонци, он не ги препознава. Меѓутоа, таквиот пристап веќе не држи. Тој може да помине кај неуки, необразовани или неупатени луѓе, за кои често пати... Или злонамерни. И злонамерни, се разбира. Може да се најде терен некаде некого да излажат со такви празни
изјави кои веќе не држат и сметам дека е жално што исчекорот напред што треба да го направат оди многу тешко. Но за поздравување секако средбата на бугарските и македонските академици во 2015 година во Битола, каде што на еден заеднички симпозиум за прв пат се соочија и направија обид за едно приближување, и тоа е за големо поздравување, затоа што прв пат можевме едни кон други да се обратиме, не дека немало такви средби порано, меѓутоа на вакво ниво за прв пат можевме историчарите од Македонија и историчарите од Бугарија да си кажеме своите ставови и за тоа да дискутираме и да ги соочиме фактите. При тоа треба да се поздрави тоа што тогаш веќе излезе од печат минатата година во заедничко издание на двете академии. Излезе една книга, јас овде имам копија од насловната страница, и таа се однесува на темата на симпозиумот, каде што беа Која беше темата? Ослободителните борби на Македонија од источната криза до Балканските војни. И каде што беа изложени и се објавени сите научни трудови кои беа таму, за жал без дискусиите, затоа што во дискусиите веќе имаме тука соочување, но добро е, затоа што за прв пат ќе можат во Бугарија да прочитаат некои македонски историчари какви ставови и какви сознанија имаат за одредени прашања. Иако, например, мене лично не ми се допадна тоа што се работеше само на една тема, затоа што ако сакаме да се соочиме целосно, добро е да видиме како тие процеси течели во Бугарија паралелно. Затоа што македонскиот народ, македонската нација е создадена никако подруго освен како што се создадени и бугарската, и српската, и грчката нација. Значи, низ истите патишта поминувале, само има некој порано, некој подоцна, заради некакви околности историски и објективни некој се разбира, но процесот е ист. Сега. Значи, знаеш што, кога дискутирам ја на тие историски теми и кога мои пријатели или познаници, без разлика Срби, Бугари, наши, кои има и во Македонија луѓе кои заговарат различни тези, сите, голем дел од нив сака да каже, знаеш, ама ете, во архивите е откриено тоа, ова. Значи, бугарските историчари во своите архиви откриле тоа, српските во своите архиви тоа. Се заборава еден битен момент кој ја отежнува вашата работа. Ја отежнува работата на архивот. Јас имав неколку разговори со поранешниот, се покоен директор на архивот, кога патуваше во разни архиви низ светот за да копа, да открива. Се заборава една работа. Македонските истражувачи историски се со врзани две раце и едната нога у гипс и со врзани очи да бараат. Зошто? Затоа што Македонија е најдоцна формирана, па со самото тоа и го нема архивот. Значи, архивите во кои бугарите ќе си го докажат својата теза во врска со Македонија и Бугарија, се во Бугарија. Што значи, ако најде документ кој одговара, ако најде документ кој не одговара, е на страна. Исто и во Србија. Од друга страна, македонскиот истражувач мора да иде да моли во Белград, во Софија, многу полесно е во Истанбул, во Турција, во Анкара. Меѓутоа, во секој случај, оди на гостински терен со ограничен, со лимитиран капацитет, стеснат од сите страни да најде нешто. Да, тука си во право. Што значи, они својата теза може да ја бранат преку тоа што не сите документи ќе ги покажат. Да, така е, меѓутоа вистината сепак излегува и, например,
кога се формирала современата македонска држава во 1944 година, бугарската држава, современа бугарска држава, веќе постоела некаде 68 години. Еве сега веќе ние имаме 72 години тогаш. Но сепак е тоа голема предност и тие, како и србите и бугарите, успеале на македонскиот терен да работаат, да делуваат со своите пропаганди и при тоа да вложуваат огромни средства, да ангажираат инструменти, луѓе, да вложуваат големи пари, да работаат свештеници за нив, да работаат за нив учители, да работаат за нив агенти, па дури и вооружени чети на теренот на Македонија. Сега, тие кога работеле на теренот на Македонија оставале некакви пишани траги. И сега тие нас ни ги употребуваат фактички нивните пропагандни продукти, нам ни ги продаваат како документи и факти. Па тоа не се факти. Друго е кога ќе се најде доказ за македонското постоење при немање на македонска држава. Тоа има сосема друга тежина, знаете. И ние сме секогаш во таква една прилика или неприлика да многу повеќе работиме на истражувањата и да ги пронајдеме оние битни клучни документи кои целосно ја негираат она тенденција кој тие сакаат да ја постигнат. И тоа и ни се случува. Знаете како е? Можете да градите не знам каква кула од факти и кога наеднаш ќе се најде документ дека не било така, целата таа кула од факти испаѓа како кула од карти, која е многу нестабилна, бидејќи сепак постои нешто друго. Доволно е само еден документ. И тоа понатаму во низ нашите истражувања се покажа дека многу се криеле документи, потоа дека во бугарската историска наука не може секој да истражува, особено во комунистичкиот период, социјалистичкиот период на Бугарија. Имало подобни и неподобни историчари. Посебно добивале привилегии и граделе кариери они кои ќе се истакнат со антимакедонизмот. И на таков начин, например, и Стефан Влахов Мицов е остранет да не може да докторира во Бугарија на историја, затоа што е прогласен од тие таму кои биле одговорни за тоа да ги следат кои се тие млади. Политички да. подобни историчари. Токму тоа. Друго, навистина они многу од документите кои не одговараат ги кријат. Сега. Јас кажав, дали може да појдеме со една работа? Значи, дека Македонија и македонци, односно македонците како нација се коминтерновска творба, дека сме измислени како луѓе, како народ, како јазик. Во твоите истражувања ти имаш докази кои директно, бугарски докази кои директно ја рушат оваа бугарска теза. Морам да те исправам, не се мои истражувања, тоа се истражувања на македонската историска наука. Значи, во неа јас само ги сублимирам сознанијата, ги ставам на едно место по одредено прашање, за да дојдеме до одредени резултати. Им се измерувам на другите кои учествувале во се. Имено, македонската историографија до сега во изминатите 70 години направи многу во осознавањето и навистина тука мора да се признае дека нивниот придонес е голем, но се разбира дека не чека уште многу работа. Можеме ли да... Еве сега, например, вака, ова што го спомнавте. Нема да ме зачуди, например, ако некој човек кој не е историчар или, навивач, да речеме, ќе каже дека ве измисли Коминтерната или ве измисли Јосип Брос Тито или ве измисли Стојан Новаковиќ. Најчесто тие тројца не измислиле. Прво, тоа е една небулоза, глупост која навистина не може да помине никаде некој да те измисли, па ти си се создал затоа што тој те измислил. И тоа народ.
Второ, се побиваат самите себе си, затоа што ја поместуваат границата на назад. Значи, кога не може Тито, ајде Коминтерната. Сега и Коминтерната не бива, па сега Стојан Новаковиќ, крај на 19 век и така натаму. И всушност се работи за едни големи пропагандни памфлети, кои може би некаде им поминуваат, ама она што е неопростиво, кога тоа ќе го слушнеме од бугарските академици и научници. Тогаш навистина станува од една страна смешно, од друга страна тажно. Еве, да речеме, ќе одиме со онаа теза дека Стојан Новаковиќ ја измислил нацијата. Јас ќе им одговорам дека 25 години претходно пред него истото го направил Петко Рачов Славеков, бугарскиот преродбеник. Тој исто така како Стојан Новаковиќ констатирал на терен дека постои македонската нација. И еве да речеме, јас овде приготвив некои исечоци. Еве што, например, Стојан Новаковиќ во 1888 година пишува: најпосле постои уште една појава која не може да се испушти од предвид. Тоа е стремежот на македонскиот народ да остане сам за себе, кој бара пат по средината на сите горе споменати стремежи. И овој стремеж почна да се буди особено од спротивставеностите меѓу бугарскиот и македонскиот говор и меѓу бугарскиот и македонскиот карактер. Од времето на бугарската пропаганда почна со голем притисок и острина да удира врз македонските особености во името на панбугаризмот. Дури меѓу платените професори на бугарските средни училишта на Македонија се наоѓаат луѓе во кои се будат овие стремежи, токму онака како што се гледа меѓу малорусите против униформитетот руски. Сега, истиот Стојан Новаковиќ во 1902 година вели македонскиот сепаратизам. Сега користи исти термини како и бугарите, затоа што се чувствува тоа дека едноставно не се чувствува туку, на теренот се покажува. Се стреми кон политичко и културно организирање на Македонија, независно од културниот и политичкиот центар и во Софија и во Белград. Човекот едноставно констатира дека македонците сакаат да бидат посебен идентитет и да се издвојат и од едните и од другите. Во случајот Македонија да добие некакви автономни права, тие мислат дека со нив треба да се оди до отцепување на црквата од бугарската екзархија во Цариград и организирање на посебна црковна управа во заштита на Цариградската црква. И подигнување на македонскиот дијалект во државата и литературна употреба со фонетски правопис за да се избегне употребата на бугарскиот јазик. Ти рече дека 25 или поише години пред него Славеков има нешто. Што има он? Па еве го, Славеков е многу интересна личност. Тој е еден многу истакнат бугарски преродбеник кој има големи заслуги за бугарската држава, за бугарската екзархија и он действува уште од половината на 19 век, но работејќи на таа голема бугарска држава, кауза, тој уште во 1867 година, значи, уште не е формирана ниту државата, ниту црквата бугарска. Значи нема ни бугарска држава, ни бугарска црква кога констатира. Двајца од македонските ученици во нашето народно училиште овде составуваат еден нов буквар на македонско наречје. Тие ја повикуваат помошта на сотатковниците за неговото поскорешно издание. Предупредува дека нешто се случува. Меѓутоа, веќе во 1871 година во списанието Македонија вели вака: најпосле македонското прашање излезе најаве и се покажа во печатот. Ние велиме најпосле, зашто тоа прашање не е нова работа. Ние сме го слушале уште пред 10 години од некои од Македонија, значи од 1860-тите години. Постоеле македонци кои работеле на создавање на македонска држава, јазик, црква и така натаму. Македонско прашање. Тоа е веќе 150 години наназад.
Затоа и јас им Далеко пред коментарната и пред Тито. Да, кога се соочивме со бугарските историчари, им реков, па вие ме мотивирате да сега да направам книга 150 годишното негирање како доказ за 150 годишното постоење и признавање. Значи, ако вие негирате некого 150 години, тој и како постои. Нема поголем доказ од тоа. И сега што вели натаму Славејков? Најпрво ги свативме зборовите на тие млади патриоти како израз на нашите не толку сериозни расправи. Така и мислевме до пред 1-2 години, кога нови разговори се некои македонци ни покажаа дека работата не е само голи зборови, ами мисли што мнози насакаат да ја спроведат во живот. Значи, он докажува дека веќе тоа е толку масовно што ја загрозува бугарската кауза, создавањето на идејата за создавање на македонска држава. И жално и тешко ни беше да слушаме такви зборови, но ние не решивме да говориме за нив преку печатот. А зошто? Затоа што направиле стратегија да не им прават гласност, како што грците сега ни прават гласност. Колку повеќе го негираат името, толку светот дознава за Македонија. И тие имале таква стратегија. Меѓутоа, вели, зашто ни се гледаше работата доста деликатна и особена за околностите во кои се наоѓаме. А 1871 е годината кога се формира екзархијата, се признава. И затоа смета дека е пречувствително тоа и за Бугарија. Затоа што во таа национална емансипација бугарите и македонците заедно се борат против грчката патриаршија и нејзината юрисдикција во териториите на Бугарија и Македонија. Но потоа, откако ќе се формира само бугарската екзархија, но не и Охридската архиепископија, македонците веќе морат да се борат за емансипација и против едни и други, па после и против трети. Значи, вели, денеска тоа прашање веќе излезе на пазар. Благодарење на несмотреноста на еден од нашите собраќа и ние сме принудени, сакале неќеле, да се јавиме. Значи, видите колку тие внимателно и до ден денес така работаат. Внимаваат на кои документи ги на секој збор што ќе излезе. Е така. Но кога во раздробувањето влегуваат и други цели за раскинување на нашиот уште неконструиран народ, значи бугарите не биле конструиран народ, тогаш секој има право да се противи на такво зло. Таква цел се гледа да имаат некои од нашите македонски браќа и таа цел ја кријат тие под превезот на јазикот и неговите наречја. Многу пати сме слушали од македонистите дека тие не биле бугари, ами македонци, потомци на древните македонци. Сме слушали друг аргумент. Некои македонисти се делат од бугарите по друга причина, по тоа што тие се чисти словени, а бугарите се татари и не знам што. Значи, ако гледаме кои биле ставовите на тие македонци, ќе видиме дека не се разликуваат од современата македонска наука. Кај нив преовладува словенството и македонството. И всушност и така е, современата наука докажува дека ние сме еден сублимат. Значи, уште тогаш македонците ги нарекувале нив татари? Да, тие ги нарекувале татари, тоа е останало, значи тој судир. Дури и бугарите имаат доста некојаш навредливи зборови на врз македонците, дека нивниот јазик не е чисто бугарски, дека тој е примеса на влашки, турски, не знам што и така натаму. А сега, покрај Славејков, има ли уште некој? Да, секако. Тие се многу е интересно да се следи нивното. Инаку морам да кажам дека го проверив ова што го кажува Славејков и наполно бил во право. Најдов во македонската историографија до сега е пронајдено барем 100 изјави на македонци што сакале да бидат и кои им биле тогаш во 60-тите, 70-тите, во 19 век. Пред да се создаде бугарската држава и бугарската црква. Значи, паралелно работеле на создавање на своја држава, нација, јазик, црква и култура, идентитет. Сега, ќе издвојам, да речеме, една изјава од Атанас Шопов, секретар на Бугарската екзархија, 1885 година. Тој се обраќа до руските слависти. Им вели, тие биле Иван Аксаков, Владимир Ламински и Емил Левеле од Лиеш.
словенскиот елемент во Македонија страда, тој моли само едно, да му дадат можности да постои, да не ја загрозуваат неговата народност, да се моли да учи на својот роден, разбирлив јазик. Македонците во вас сметаат, на вас се надеваат. Помогнете со вашето перо, со вашиот ум, со вашиот збор, со вашиот совет. Значи, не да не знаеле, овој е секретар на Бугарската екзархија. Не да не знаеле. И јас сега затоа намерно ги издвоив само оние изјави на бугарски високи функционери и академици, каде што се открива дека они всушност многу добро знаеле кои се македонците и што сакаат Уште да тогаш, уште на почетокот од нивната држава. Така е. Вели вака, Димитар Драмов во 1892 година, тој е стамболовистички публицист. Една година пред формирањето на ВМРО, значи, ја предупредува бугарската јавност дека младата македонска книжовна дружина е всушност предвесник на македонската револуционерна организација и сега што биле нивните цели и тоа го објавува во еден весник каде што меѓу другото вели: како што гледате, македонската дружина смета дека нивната татковина е Македонија, дека последнава е населена одделно со словенско племе наречено македонци, дека таму се собрале севозможни бугари, грци, срби во Македонија, воодушевени од своите планови и интереси, дека тие всушност прават пропаганди во Македонија, дека целта им е да ни дадат еден силен отпор, македонците на сите овие три народи, и да се запазат од нашите разбойнички посегања и дека на крај Лоза, нели, лозарите познати, по нивното списание, ќе служи на истата цел, како ви се бендисува, вели Драмов. За таа цел ќе послужеле слободните капацитети што ги чувале во заемно помошната каса на македонците. Овие Славјанов, Драмов и така натаму се во тоа време видни луѓе, видни интелектуалци, видни... Апсолутно. Димитар Драмов е фактички гласноговорник на владата. Во тој момент. Да, во тој момент. А Славејков веќе да не зборуваме, тој е како Крстем Исирков за нас, да речеме. Има други ликови? Сега, например, исто ова е многу битно. Значи, он предупредува дека оваа дружина прави македонска држава, македонска нација, македонски јазик. А знаете кои се таму? Таму се членови Петар Попарсов, Дамјан Груев, Иван Хаджи Николов, оние кои ја формираат идната година ВМРО. Ете од каде е таа национална нишка во ВМРО македонска. И соработник на Лоза е Гоце Делчев. Да не зборувам за други познати личности, немаме ни време се тоа. Сега во весникот Слобода, истата година, повторно се дига една голема галама против Лоза и вели, впрочем не се, а ова Слобода е исто провладин весник. Вели, впрочем не се јавуваат за прв пат меѓу македонците ваков род политички и литературни флугери. Ако помнењето не изневерило, господинот Кузман Шапкаров едно време, уште на самиот почеток на преродбата, се сеќаваат 50 години назад, на националната идеја кај македонците. Беше почнал да пишува книшки на македонско наречје. Неговиот план да создаде посебна македонска писменост пропадна. Кај старите дејци што не учеле во бугарските училишта, ами во грчки, каде што црпеле само омраза против бугарското име. Кај таквите луѓе појавата и идејата за сепаратизам во нивните глави и појава снисходлива, строго не можеш да ја осудиш. А овие господа шаховци што се групирале околу Лоза, за нив што да мисли човек. Неодамна пред 6-7 години, друг еден познат по политичките серсемлаци, македонец прочуениот Гулапчев, и тој беше започнал да го проповеда сепаратизмот меѓу македонците. И тој излезе со едно книжуле напишано на македонско наречје. Значи, веќе имаат сериозни проблеми. Да, и они ги следат. Сите што пишуваат на македонски, што издаваат книги, макар и мали книги, бидејќи може да замислиме каков бил проблемот да во тоа време издадеш книга. Воопшто, значи да штампаш, да имаш... Тоа не е као сега имаш овие принтери, предходно шапилографии и така натаму. Било доста потешко да дојде да пробие вистината и така натаму. Сега една интересна, Григор Начовиќ во 1895 година, бугарски министер за надворешни работи. И сега овој документ 1895 година. Тој
имал средба со човек од Foreign Office и сега британските тој го праќа извештајот во Британија, а нашата историска наука го наоѓа таму. Во британските Во музеи. британските Во и вели британските вака во архиви. архиви. Тој изјавува вака: секоја година македонците... Јас неколку пати Тодоровски покојен го сретнав како патува за Лондон. Да, всушност Државниот архив на Република Македонија има една клучна улога во нашата држава, затоа што издава томови на документи кои се наоѓаат во странските архиви. Речи си да нема држава поважна во Европа од каде што не се превземени документи и на тој начин тоа е нашето оружје. Да влезеш у некоја архива, у некоја прашина и илјадници документи, милиони документи, а можеби само едно хартиче. Да, тоа е нашата работа и тука знаете што, кога ќе го откриете тоа навистина вреди се што е вложено и целата мака и така натаму. И министеров и сега тој вака за вели: външните работи. Секоја година македонците пристигнуваат овде во голем број. Тие се вработуваат како зидари, градинари во Софија, се мисли Букарија. И заштедуваат доволно пари за да можат да преживеат во текот на зимските месеци, било дома или овде меѓу нас, што е апсолутно вистина. Во првиот случај, споредбите меѓу нашето и турското управување создава плодна почва за агитирање против постојната состојба во Македонија. Значи, од една страна ни одговара тоа, вели. Што доаѓа таму? Да, во вториот случај меѓу нас има силен елемент на странско население. Значи сега македонците се странско население. Кога зборува вака визави неофицијално, признава што е. Кој да, дека не се исти. Да, понатаму одржува врска со неговата татковина и работи во нејзино име. Значи, јадат леп кај нас, а работаат за Македонија. Сега во Бугарија има 150.000 такви македонци, а само во Софија 15.000, додека приличен број може да се најде и во секој друг поважен град. Сега Софија 15.000, да нема забуни, во тоа време Софија може би има 40.000. Да, 40-50, една третина биле македонци. Ете така. Значи, сега, ајде одиме понатаму, да видиме што изјавил бугарскиот кнез Фердинанд, подоцна цар бугарски. Activities of your Prime Minister after the elections in Macedonia for me are totally unacceptable. Totally unacceptable. To invite the Albanian political parties from Macedonia and discuss their platform, what they should do back in the country, I think that I am surprised that nobody mentioned it publicly, but I know that it caused a lot of criticism. A lot of criticism. That's not the way to do things. Во 1896 година, следната година, се среќа во Цариград, во Истанбул, се среќава со Владан Ѓорѓевиќ, тој е српски дипломат и сака има иницијатива за брзо решавање да се договорат како да ја поделат Македонија. И меѓу другото што му вели? Вели вака Владан Ѓорѓевиќ: на средбата во Цариград на Фердинанд со српскиот дипломат Владан Ѓорѓевиќ, кнезот ја истакнал потребата од српско-бугарско зближување и договорање за Македонија. Меѓу другото, тој истакнал дека, сега ова се зборови на Фердинанд, кралот, кнезот во тоа време. Во Македонија главната маса од населението... Во Македонија, така кажува? Да. Во Македонија главната маса од населението ниту се бугари, ниту се срби. Туку словени и христијани кои зборуваат јазик подеднакво далечен или подеднакво близок на српскиот и бугарскиот јазик, но јазик кој е посебен дијалект, а не и посебен јазик. Ако не и посебен јазик, значи мисли дека е дури и посебен јазик Фердинанд. И се вели вака: наместо да се караме околу тоа со вас србите, нели, дали е тој дијалект на српскиот или бугарскиот јазик, ние треба заеднички да работиме и тоа овде, се мисли во Цариград, итно, кај нашиот заеднички тате, кај султанот, за да им даде своите верни, за да не им даде на своите верни поданици во Македонија такви реформи кои ќе им осигураат човечки живот и културен развој, развиток.
значи да ургираат кај султанот да не им дава никакви права на Да им се, македонците. она што е и сега, да им се одземе идентитетот. Тоа е. Значи, ај да зборуваме дека искрено меѓу нас, тие не се ни срби ни бугари, дај да видиме ние, тие ни се сега заеднички непријатели и да удриме по нив. А тоа, ако тоа се реши, културата на македонците ќе го реши прашањето што ниедна сила не може да го реши. Па дури ако србите и бугарите поради тоа ја фрлаат на коцка својата државна екзистенција. Сега одиме на 903-та. Значи, тоа е времето на Илинденското востание. Многу важна изјава на Иван Шишманов. Кој е тој? Кој е Иван Шишманов? Бугарски министер за образование, академик, историчар, писател, политичар, фолклорист, поучен сега од бугарското искуство, што го има, и познавањето на македонците и нивните намери, особено на внатрешната револуционна организација, на францускиот новинар Гастон Рутие му го изјави следното. А Гастон Рутие тоа го објавува после во неговата книга во 1904 година, Македонското прашање, во Париз во 1904 година, така што ние ја имаме таа книга и еве што Гастон Рутие слушнал од бугарскиот академик и министер за образование. И министер за образование. По 10 години, ако Македонија стане автономна, таму нема да постојат ниту бугари, ниту срби, ниту грци. Ќе постојат само македонци. Тие ќе имаат многу заеднички политички интереси, особено економски, што треба да ги создадат со својата неуморна работа, ако сакаат да бидат независни од државите што се понапредни од нив и чие производство би го уништило нивното. Значи, Македонија ќе биде независна и македонците ќе останат македонци. Ако Европа го мисли спротивното, таа греши. Ако бугарите сметаат на бугаризација на Македонија, тоа се илузии. Значи, врвот на интелектуалната бугарска и наука и политика. И дипломатија и све, да. Или, например, да го земеме... Ова е многу... Да не зборуваме... 903-та, ова е многу... Клучен документ кој укажува на тоа дека и покрај тоа што тие јавно негирале, ги откриваме самите бугари дека се свесни и ги признаваат македонците. И тоа е она што не може веќе да избегнат од тоа. Затоа што не постојат само бугарски архиви, постојат и архиви низ цел свет. И ние ги ползуваме сите тие документи. Да не ви кажувам што се е пронајдено во Ватикан, например, и така натаму. Значи, во Британија, во Америка и така натаму. И во Русија е. Или еден Петар Драганов. Петар Драганов е бесарабски бугарин кој живее во Русија и него го повикуваат да биде учител, односно наставник или професор во бугарската гимназија во Солун. И тој, бидејќи го истражувал населението јазикот, и он наместо да шири бугарска пропаганда, тој открива дека македонците имаат свој сосема посебен јазик. И он докторира на тоа во Русија и пишува еден куп своји статии научни со кои се докажува посебноста и значењето на македонскиот јазик за словенските јазици. Дека тоа е всушност Кирило-Методијовиот јазик и дека тоа е основа на сите други словенски јазици и така натаму. И тој наместо да служи, да биде во служба на бугарската пропаганда, мечки на услова се направиле. Да, всушност да не го цитирам, тоа се големи, има и книги издадено за тоа и сигурно ќе има и многу уште работи кои ќе излегуваат. Или, например, Александар Цанков. Александар Цанков, јавноста повеќе го знае како председател на Бугарската академија, премиер на Бугарија за време на профашистичката влада од 1936 година. Значи, врв. И кој е истакнат по тоа што нели се борел за голема Бугарија и така натаму. Но, кога завршил студии во Минхен во 1905 година, значи пред да, Цанков бил чиста душа, кога бил студент, дипломиран, што туку, кој имал чиста мисла и благородна мисла, а не политичка мисла, сосема друго пишува.
И сега таа книга до македонската јавност не беше достапна до пред 7-8 години, може би 10. И потоа доктор Васил Тосиновски ја најде сосема случајно меѓу документи залутана во архиви, а не во библиотека не можете да ја најдете. Те се наслови кои ги нема, само може да ги четеат избрани, како што е за македонските работи од Крстен Мисирков и така натаму. И сега во таа книга Од 905-та која? од 905 година Македонското прашање и Балканскиот сојуз, издадена во Михен. 30 години пред да стане премиер. Да. А ние ја пронаоѓаме после 100 години, да речеме, за македонската јавност е позната. Ако не се лажам, значи, бидејќи пред тоа не е многу елаборирано за тоа. Сега, но тоа кажува многу, дека до сега би ја нашле, сигурно би ја пронашле македонците по бугарските библиотеки и така натаму. Сега тој вели вака, меѓу другото, под влијание на изненадувањето дека Македонија според решенијата на Берлинскиот конгрес одново ќе остане турска провинција, поинтелигентните македонци во Бугарија, Источна Румелија и Македонија уште кон крајот на 1878 година го организираа веќе познатото Кресненско востание. Кресненското востание и Разловечкото востание, според документите кои се сочувани, се од најчист македонски карактер. Дури и тука, бугарската држава во тој период направила фалсификат. Се послужила со еден документ кој е објавен во еден весник за да се докаже дека има бугарски карактер. Но за среќа и тоа на последниот симпозиум се расчисти. Професорот Владо Поповски го пронајде оригиналниот тој документ кој наводно покажува некаква бугарски карактер на тоа востание, каде што ниту има кој го напишал, ниту пак има на крај подпис, ниту има печат на организација, ниту пак меморандум. Значи се работи за два листа во кои има ракопис и тој ракопис го употребиле за да се објави во некое бугарско списание. И потоа тоа се продава како оригинален документ кој бугарските академици го ставаат во сите збирки на документи на Бугарската академија за да докажуваат дека има бугарски карактер, а воедно ги негираат документите со печати од востанието кое самите востаници го нарекле не кресненско. Македонско. Македонско востание. И сега фактички на некој начин излезе дека е тоа фалсификат кој уште се употребува за дневна политика во Бугарија, во светската јавност. Цело востание кое самото е дигнато и наречено и направено да е македонско востание, ти да го преименуваш во кресненско. Сега има уште нешто, да, навистина тука правиме една неправда. Самите востаници си го нарекле македонско востание, а ние според местото кај што подигна кресна. Со тоа фактички правиме една неправда кон самото име, затоа што тоа кажува само по себе многу. Од друга страна, тоа што Македонија ги објави во 80-тите години документите од Кресненското востание, се најдоа, да речем условно, во небрано лозје бугарските академици, па се договори анблок да ги негираат дека се тоа скопски фалсификат, тие документи. Но Владо Поповски пронајде дека тие печати кои они ги негираат на Македонското востание веќе ги објавиле во 50-тите години. Така што и таа работа веќе е докажана дека не е вистина. Имаме ли уште некој кој? Па може, јас имам овде поголем избор направено. Ајде да речеме она со Коминтерната. Па и тоа не е точно. Ако веќе некој, например, ја признал од комунистичките партии македонската нација прв, тоа не е ни КПЮ, ни Коминтерната, туку Бугарската комунистичка партија. Еве, например,
работнически весник, орган на Бугарската комунистичка партија. Тоа е орган, значи за Да, јавноста како да биде комунист, нашиот како вестник комунист што што беше, да. Да. И по повод победата на КПУ за изборите во Југославија, победи во кралството Југославија, комунистичката партија во Македонија, затоа што им вети на македонците национална емансипација и брзо истрчуваат бугарите велат изборната победа што ја извојува нашата братска партија во Југославија е од големо значење за Македонија. Овој настан е вистински пораз не само за југословенската, туку и за бугарската буржуазија која аспирира на Македонија, македонскиот народ го пронајде единствениот вистински пат кон своето ослободување. Или, например, Васил Коларов, 26-та година, голем бугарски комунист, вели, ние бугарските комунисти од секогаш сме го признавале барањето на македонските револуционери за слобода и независност на Македонија и секогаш сме ја помагале борбата за негово остварување според нашите можности. Денеска, повеќе од било кога, ние го признаваме правото на самоопределување на распокинатиот и починетиот македонски народ и сме готови на сите можни начини да му помогнеме да стане господар на својата судбина. Значи, никој не ги натерал нив. Значи, Бранислав, ником интерна. Ни Јосип Брос. Тогаш нема врска. Јосип Брос е далеко од ова. Значи, апсолутно. Или, например, ова, работнически весник. Повторно, 24-та година, кога е објавена манифестот на ВМРО, Обединета. Вели вака. Сега по повод манифестот и декларацијата на ВМРО, владините вестници Демократски договор ги напаѓа сега владините бугарски вестници. Слово, Прапорец и Мир злобно нападна една навистина независна политика на ВМРО, која доследно спроведена неминовно води кон соработка со револуционерните сили на Балканот. Ниеден од тие официјални владени органи не излегол отворено да ни каже да, Македонија треба да добие целосна независност и тоа во своите независни граници. Бугарската влада со дел и таа е готова доброволно да се откаже од тој дел. Значи од Пиринска Македонија. Та на тој дел му признава право на отцепување од Бугарија и присоединување на единствената независна Македонија. Извештај на бугарските окупатори и така натаму. Значи, тоа е еден голем корпус на документи кој укажува на тоа дека и текако бугарските политичари од било која провиненција и во било кое време тие се согласувале со она што всушност е на теренот. И тоа го знаат и денешните политичари и научници. И тие кога доаѓаат овде се соочуваат со тоа. И од кај доаѓа тој антимакедонизам? Па не знам, тоа е најверојатно таа веќе голема стратегија. Они не се ослободиле од таа идеја за Сан Стефанска Бугарија. Видите, колку што ми е мене познато, тој ми е национален празник. Замислите, национален празник да ви биде договор на две држави кои немаат врска со вашата држава за нешто што не е остварено. Ете, тоа е мит. Они велат македонска митови и така натаму. Ете, тоа е еден мит. Меѓутоа, она што може би е важно да се каже е дека сите револуционери, генерации на македонци кои се бореле, сите, нивна звезда водилка била Берлинскиот конгрес и членот 23, каде што се гледала една светла точка за формирање на една автономна држава Македонија. Никогаш македонските револуционери не се повекувале на Сан Стефанска Бугарија. Тоа е битното. И затоа они одат со тие некои, да ги наречам, финти, нели? Па еве, зошто некои ваши револуционери биле бугарски воени лица и така натаму. Јас им кажав на колегите од Бугарија, што ако јас ви донесам документи дека Фрањо Туџман, првиот председател на Хрватска, бил југословенски генерал цел живот. Ќе го негирате дека не е Хрват.
или дека дал заклетва дека ќе ја брани Југославија како генерал? Тоа ќе го најдам. Дали вие ќе го негирате со тоа неговото хрватско председател на фудбалски клуб Партизан и од бил Белград. така, а тој бил Партизан бил на Југословенската народна армија клуб. Значи не можат да поминат таквите работи. Меѓутоа чувствувам дека меѓу младите таму во контактите помладите и така натаму не се веќе толку Нешто, Бранислав, оптоварени со ја тие. се обидувам, одам по територија на Македонија секаде, така натаму се обидувам да, така, јас не сум ни историчен, што географ сум, например. Меѓутоа се обидувам да рационално да размислувам. Многу е битно тоа, да може човек да рационално да размисли. Значи, ако земеш дека пред 100 години или пред 100... Значи, сега е проблем да земеш, да најдеш оружје легално, пиштол и куршуми. За пушка и да не зборувам. Еве, дури и по селата во Тетовски крај тебе, така, крај твоето Тетово, е тешко да најдеш. Па тоа се шверцува, па тоа е казниво, па нема доволно муниција и така натаму. Значи, тие луѓе, единствен начин да дојдат до оружје, не се продавало тој да се у Солун купи си пушка, кој ти дава тоа? Е да се приклучат кон некоја армија. Не само оружје, него униформа, него шинел, панталони, гојзерици. Сето тоа го немало тога, што е пред 100 и нешто години, пред 120 години, 130, 110. Да. Нели е, мислам, мора да се гледа рационално и логиката да се следи. Како другачија да дојдеш до? На крајот на криштата, што е сега Брисел, или што било порано Москва или Белград, тогаш у тоа време било Софија. Да, најповолни услови за логистика била во да токму отидеш во да Бугарија. штампаш, да учиш, да напишеш, да заработиш, Да. за да се вратиш некаде, да кажеме, во Галичник, Лазарополе, Маријово и така натаму. И многу ми пречи кога луѓето, знаеш, едноставно логика, тој бил у таква униформа и бил таков. Тоа треба да се телепортираш во тоа време, па да видиш дали е тоа. Видите, нашите партизани, ако ги гледате униформите, ќе видите дека имаат од бившата кралска Југославија униформа или има италијанска. Тоа што заробиле. Што се нашло? Значи, што се нашло. Сега, униформата на комитите е многу јасна. Таа е комитска униформа. Ретко има кај нив употреба на други униформи. Меѓутоа, оружјето морало да се набавува од некаде. И тоа е најповолно било од Бугарија. Затоа што бугарите навистина ги примиле македонците и тие таму многу брзо се инкорпорирале во општеството, а при тоа можете да замислите, се бори за кауза на една друга држава, друга кауза, и при тоа тука му и семејството. И тој морал да прави некаков компромис во Бугарија за да дојде до целта, а тоа е независна Македонија и македонска држава и така натаму. И често пати се внимавале кога се изразувале како, само за да не дојде до некакви судири со бугарската држава, иако доаѓало и тоа внатрешната македонска револуционерна организација била во еден постојан конфликт и судири, и дури и вооружени судири, нели, со врховистите, односно со генералите на бугарската армија и така натаму. Сега мене ме интересира за крајот од емисијата да ти поставам прашање што го отвори ти на почетокот. А тоа е дека и другите балкански држави го минувале истиот пат за доаѓање до независност, како што го минува патот Трнлив и Македонија, како што го минувала, со тоа што Македонија тоа го правила многу подоцна. Кој е тој пат? Еве, Трнлив пат, да кажеме, бугарски. Да, еве, баш добро прашање. Јас нешто издвоив токму за тоа, да не биде дека јас го кажувам туку, ќе цитирам... Добро, цела вечер така и се договоривме, да се документ. Еден виден бугарски академик. Александар Балан. Во 1904 година во периодическо списание од број 45 од 1904, 818 страница, под наслов Една македонска теорија, каде што го разјаснува појавата на
книгата за македонските работи од Мисирков, он прави споредба што се случувало со бугарите во тоа време и како они се осознавале. И меѓу останатото го вели ова. Одамна ли беше од ослободувањето на бугарите, кога и по цела Бугарија се слушаа одговори на бугарите на прашањето што се по народност, дека се христијани или раја. Значи не знаеле за себе што се. Па не е голема реткост и сега уште да се чуе, значи 904 година. Да. Бугарин како одговара во судот на прашањето за својата народност дека е христијанин. Значи не е бугар. Не е бугарин. Зошто тоа 500 години во склопот на Османлиското царство имаме Раја. само поделба по верска основа. Така. И Раја кој во се една христијани. Османлиска империја националното будање е порано кај поробените народи отколку кај самите турци. Кај самите турци на турскиот национализам се појавува со младотурците. Значи до тогаш го нема. Кај нив е дали си муслиман или си неверник. Значи, тоа е бариерата. И затоа они владееле со 3 континенти. Значи, сите биле еднакви кои биле муслимани. Тие што не биле муслимани, биле подредени. Сега во 19 век добиваат и тие права и христијаните и така натаму. Но, кај грците, бугарите, србите и кај македонците, во тој период, ако го прашаш обичниот човек што е, тој ќе ти каже дека е рисијанин, дека е раја, затоа што националното кај него е избришано. И истото се случувало секаде. Сега што се случува понатаму? Вели, нему се мисли на бугаринот, обичниот бугарин. Нему поимот за народноста уште не му станал нова придобивка на разумот. Во турско време бугарскиот селанец ги означуваше бугарите од градовите со зборот грк. Значи во првата половина на 19 век па и до крајот поимите грк, бугарин, цинцар или имаат сосема друго значење. Сталеш. Грк значело граѓанин, а бугарин значело селанец, прост, неук и така. Вулгар, да, вулгар. А вулгарин, тој збор го вулгари... А цинцар вулгари... што значило? Банкар? Како скаржав човек и така нешто во тој смисол. Но сите тие термини ги вулгаризира патриаршијата грчка. Таа ги шири, затоа што целата територија она ги уништила фактички сите други. Охридската архиепископија, Печката патриаршија, Бугарската црква не постоела, сите биле под една јурисдикција на грчката црква. И тие тоа го искористиле за да наметнат дека ако не знаеш грчки, ти си прост човек. Например, Јован Цвиќ вели во Солунско вика, селаните, бидејќи цел Солун бил опколен со македонски села. Вели кога ќе се каже бугарин, значило прост или селанец, дури вика има израз за житото кое ќе се расипе, се викало избугари се. Па се изненадив, тоа и денес се користи тој израз во Гевгелија, Струмица и така натаму во јужните делови на Македонија. Се избугари, значи се расипало нешто. А тоа всушност го наметнала самата Грција. Сега, исто ова го потврдува и бугарскиот академик Балан. Значи, истите тие сознанија. И вели, во турско време бугарскиот селанец го означуваше бугарите од градови со зборот грк, што значи сега може некој грци да им дојдат да им речат, абе шо барате вие, не сте биле, еве документи дека сте биле грци, а не бугари, нели? Како што они злоупотребуваат кој ќе најдат некој дека се изјасил за бугарин македонец во некаков документ. А зошто? Тоа е друга причина. И вели, граѓанската носија за него беше грчка. Граѓанската носија за него беше грчка носија, а бидејќи грците го титулираат тој селанец за дебелоглав бугарин, неговиот брат од градот љубеше да се наречува Елин. Значи, само аман да не ме навредуваат мене, јас ќе се нарекувам Елин, подобро, ќе научам и грчки, отколку да се разликувам од простиве. Да. За да не трпи презир по своето вистинско национално име. Тоа го кажува овој бугарски
академик. Нели е тоа сосем исто со она што го расправа господин Мисирков за називите на македонските Словени? Името бугарин беше паднало и во Бугарија до степен што го допираше само туѓ презир. Во устата на самиот бугарин тоа име толку се испразни од националната содржина, со што стана синоним за христијанин, кое име ја беше опфатило целата содржина на бугарската индивидуална и општествена свест. Нашиот селанец, кога ќе речеше ние сме бугари, мислеше ние сме христијани, тоест православни. Рускиот цар беше за него бугарски цар. Не по народност, ами по православното христијанство. Значи го нарекувале бугарски цар рускиот, затоа што е бил христијанин. Сега, со имињата, националните имиња во 19 век, имало рашомонијада една, да речеме, со оглед на тоа дека веќе 500 години никој не ги употребува како некаков национален презнак. На крајот на краиштата, создавањето на нациите е поврзано со создавањето на државите. А народносната нитка низ вековите, како што гледам, одам наназад, сепак македонецот сепак една нитка одржува цело време и знае дека е од Македонија и дека има некакво потекло од древните македонци. Се разбира само меѓу интелектуалните слоеви, тие што читале книги или отишле на запад. Затоа и преродбениците во сите овие држави, па и во Македонија, се појавуваат прво на страна, затоа што немали услови дома. Кај бугарите, например, бесарабиските бугари или оние што биле во Русија, тие се изјаснуваат најчисто за својата национална преродба. Или пак оние што биле 20.000 бугари во колонија многу силна во Цариград. Или, например, грците. Првите грци преродбеници се наоѓаат на запад, во Париз, во Лондон, во Берлин, потикнати од тамошната западна цивилизација и така натаму. И се создаваат митови, нели? Така и во секоја нација. Нашата несреќа, да. Сега, например, србите исто, најголемите преродбеници на Ренесансата е всушност во Војводина. Тие биле под Австро-Унгарија. Таму имале најдобри услови за школување, за надграда. Така натаму. Значи, нашиот малер или несреќа е тоа што некако најдоцна сме почнале. Да, или не сме биле супортирани од во одредени сегменти, да. Од странски монархии, може не сме. Например, во Русија немало проблем да се изјасниш за македонец и токму затоа таму нашето научно-литературно друштво со Мисирков, со Чуповски, со плејада други македонски, тие биле и затоа таму го издавале вестникот Македонски глоси, таму ги издале сите клучни документи за Македонија. Всушност и самите професори нивни, руски слависти, ги потикнувале да истражуваат во таа насока. И затоа нашите преродбеници со најчиста да речеме национална мисла се исто надвор од Македонија. Значи нема нешто што не го поминале бугарите, а ние не сме го поминали и обратно. Така да тоа се тие процеси низ кои било неминовно да се дојде... Со тоа што се овие документи вечерва што ги прикажат и кај мене, односно цитати од видни личности бугарски, се покажува дека и 160, 70, 80 години наназад бугарските интелектуалци, предводници на нивниот народ, нација, држава, дипломатија, точно знаеле дека во Македонија дека македонците и бугарите се различни, македонскиот и бугарскиот јазик е различен од србите. Бранислав, ти благодарам за гостувањето. 70 минути мене ми мина бргу. Гледачите ќе си кажат како ниф ми минало, не знам како е кај тебе. Да, така исто. Ти посакувам истражувањата да ги продолжиш, што е можно по-длабоко и по-интензивно. Овој тимот шесте луѓе што ги кажав дека ќе учествуват кај мене во Првата светска војна, за дебата за Првата светска војна, сметаш дека сум направил добар избор или не? Или... Па, бугарскиот тим е силен? Па видите, тие, да речеме, Божидар Димитров е истинклат антимакедонист. Добро. И ќе има доста интересни
реплики и дуели, очекувам да што повеќе документи се и аргументи се кажуваат, а не Памфлети. емоции. Не Знаете, памфлети. тоа е многу лошо. Ние сме блиски народи, треба да се почитуваме и конечно, ако се они повозрастниот брат, условно, нели? Треба и помалиот брат да го признаат како еднакво на нив или нели подоцна роден, условно, сето тоа, но се надевам дека во иднина, еве, овој исчекор што е направен меѓу двете академии, дека ќе продолжи и полека ќе треба овие работи да излегуваат од сферата на емоциите. Знаете, кога најблиските се караат, тогаш е најголеми искри има меѓу нив, тоа и меѓу луѓето, така и со народите. Ти благодарам уште еднаш, безбедно возење, ти посакувам, ти пожелувам некај тетово. Јас и ти ќе се чуеме пак, ќе дојам пак кај тебе во музеот, секогаш ми е многу пријатно во таа атмосфера. Ти благодарам уште еднаш за учеството во емисијата. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше доктор Бранислав Светозаревич, кој мислам дека ви го откри она што мене ми беше многу интересно, а тоа е кои се бугари што се кажале во врска со Македонија, во смисол на тоа да им било јасно и во главата, и во текстот што го пишувале, и во изјавите што ги давале, со каков посебен народ и јазик си имаат работа во своето соседство на исток, на запад од својата држава. До следниот петок, пријатно и со здравие.